Од градоначалникот Тилчо Захариев, СДСМ денес побара одговор на неколку прашања поврзани со рибниот ресторант Воденица, лотиран во Делчевско, кој е во собственост на синот на Захариев. На денешниот прес беа презентирани документи издадени од општина Делчево. Од документот издаден од општина Делчево, јасно се гледа дека само 43 квадрати е градежно земјиште, а дури 910 квадрати е нива. Во меѓувреме, нивата станала рибник и ресторан. И не само што рибникот нема градежна дозвола, нема ни куќата што се гради во собственост на синот на Илчо Захариев. Прашуваме, како досега општината и државата го игнорира овој факт и дозволува непречено работење на ресторанот? СДСМ ги повика УЈП, Градежната инспекција, Министерството за земјоделие, антикорупцијска и финансовата полиција да го разгледа случајот, бидејќи како што велат, во овој ресторант не се издавале фискални сметки. Дали, доколку не може да се докаже потекло на имотот и се докаже злоупотреба на службената должност, Илчо Захариев ке го врати незаконски стекнатиот имот на државата, а тој самиот ке поднесе одговорност. Дали донациите од околу 2 тони вино на општина Штип завршува во овој рибник Дивоградба? Во писмена форма одговор пристигна и од кабинетот на Захариев, во кој се вели: Во катастер и во Државната комисија за спречување на корупцијата е објавен имотот на секој функционер. Таму јасно стои дека во Делчевско Илчо Захариев има земјоделско земјиште, куќа со двор и шума, од кои дел се имот кој се води на име на моите деца и кој е стекнат по пат на наследство. Воденицата, која упорно ја представуваат како ресторан или рибник, е во собственост на семејството уште од 1934 година. Што се однесува до наводите за некакво вино од 2 тона, морам да кажам дека изминатите 4 години штипските винари овозможија нивното вино да биде дарувано на посетители, амбасадори, странски делегации или потенцијални инвеститори. Се вели во писмената реакција.